Доаѓаме во училница на часот по македонски јазик за 4-то одделение. Јас сум одделенски наставник Николина Милевска од Општинското основно училиште Кочурацин од Куманово. Денес ќе зборуваме за описни придавки. Само се потсетете на прашалните зборчиња. Каква е пеперутката? Какво е пилето? Очекувани резултати од часот се ученици. Вие да ги разликувате описните придавки во реченици, да го одредувате соодветниот род и број во однос на именката која ја опишуваат описните придавки, да составувате изрази или реченици од именки и придавки со соодветен род и број, и тоа изрази со една придавка и именка или две придавки и именка. Покрај тоа, што вие знаете да ги определувате именките како видови зборови, на овој час ќе се запознаеме со друг вид зборови кои ја дополнуваат именката, ја опишуваат и објаснуваат подобро. Како ги нарекувавме тие зборови, ќе се пресетиме низ оваа воведна игра. Погодете што е, ако опишам. Округла, лисната, зелена и здрава. Зелка. А што се тоа? Мали, црвени, сладки? Погодувате, јаготки. Долга, мека, жолта. Што е тоа? Банана. Зрело, црвено, сочно. Јаболко, се разбира. Веднаш, според описот, погодувавме за каков вид храна стануваше збор. Ваквите зборови ги викавме придавки. Придавки се зборови со кои искажуваме својства или особини на суштества, предмети, појави или чувства. Со еден збор, својства на именките. Придавките се придодаваат на именка, за подобро да ја објаснат, да ја опишат според некои својства и особини, да покажат и да искажат каков е, каква е, какво е, какви се именките за кои се бара објаснување. Ако прашавме за пеперутката каква е, добиваме одговор шарена. А какво беше пилето? Жолто. Зборовите со кои се означува својство, особина на предмети и суштества и појави се викаат описни придавки. Да повториме и да запомниме. Зборовите со кои се означува својство или особина на предмети, суштества и појави се викаат описни придавки. Некаде може да ги сретнеме како квалитативни придавки. Например, добар, бел, убав, мирен, конј. Еве да воочиме с каква се може да биде една куќичка. Ајде малку бура од идеи. Куќичката каква може да биде? Нова, жолта, мала, бела, стара, ладна, убава, голема. Но овие описни придавки нема да бидат во својата улога ако не се додадат на конкретната именка. Значи, секогаш придавката оди со некоја своја соодветна именка. Неја ја објаснува и затоа, како израз, ќе биде нова куќа, жолта куќа, мала куќа, бела куќа, стара куќа, ладна куќа, убава куќа, голема куќа. Токму така. Браво. Значи, бараме описни придавки во реченици. Прва реченица. Дедо Димо ни купи шарена топка. Ја бараме именката која што е опишана. Во случајот именката топка прашуваме каква е шарена. Ја опишуваме како шарена топка.
Тоа е описна придавка. Ако ги погледнеме лалињата, ќе воочиме какви се лалињата по боја. Лалињата по боја се бели. Токму описната придавка бели ги опишува лалињата. Милица одгледува бели лалиња. Да потврдиме. Зборовите со кои се означува какво е нештото. Зборовите кои опишуваат особини се викаат описни придавки, како во случајот шарена и бели. Еве ако веќе нешто научивме, ќе можеме да ги означиме придавките во следните реченици. Над високата планина се издигнува жолто сјајно сонце. Со жолтава боја се означени именките. Значи, најнапред во реченица определуваме именки, планина и сонце. А потоа се прашуваме, каква е планината? Планината е висока. Висока ќе биде описна придавка. Какво е сонцето? Жолто, ама и сјајно. Значи, во исто време, именката сонце е жолто и сјајно. Преку зелена шума, во еден голем син дворец, живее преубава принцеза. Да ги пронајдеме именките. Шума, дворец, принцеза. Само едно треба да направиме. Да се запрашаме. Каква била шумата? Зелена. Тоа е описна придавка. Ја опиша шумата. Зелена шума. А каков бил дворецот? Голем и син. Ете ги описните придавки. Каква принцеза живеела во дворецот? Таа дечиња била преубава, што значи ја опишавме како убава и преубава принцеза. Ајде сега, Тања, опиши го ти знамето на Македонија. Знамето што го гледаме црвено, со жолти зраци, значи бојата црвена го опишува знамето, а бојата жолти ги опишува зраците. Значи црвено знаме со жолти зраци. Одлично, Тања. А твоите патики, какви се? Опиши ни ги со употреба на описни придавки. Тие се бели, модерни, убави патики. Значи, ако ги опишува Тања своите патики, за нив вели се бели, модерни и убави. Обиди се да ги опишеш ти твоите патики. Сега ќе зборуваме за правописот на описните придавки според родот и бројот. Ние уште кога учевме за придавки, кажавме дека тие директно зависат од родот и бројот на именката. Најнапред ги гледаме на сликата и ги распределуваме според родот. Фустан. Тој фустан е машки род, што значи дека и придавката убав ќе се однесува на убав фустан. Мајца, како именка е во женски род, така да и придавката ќе се определи според женски род. Убава мајца. Кученцето е од среден род и придавката убаво ќе биде во среден род. И ногти, кои што се во множина, тука е различен бројот и зависи од множина на именката ногти. Убави ногти. Кога велиме правопис, мислиме на тоа што се менува наставката на придавките. Убав, убава, убаво и убави. Ево уште еден пример, каде што имаме правопис на описни придавки од друг вид, како што е придавката дождовен, дождовна, дождовно
i doždovni. Токму тие наставки, doždov, en, na, no, ni, ќе ни ја определат овој пат именката, за која што ќе имаме задача да ја одредиме која именка на која придавка припаѓа или соодвејствува. Така што ќе прашаме, dožдовен, може ли да биде чадорче, капки, црв или роса? Се разбира. Ја бараме именката од машки род. Dožдовен, црв. Ајде вие сами. Dožдовна, роса. Dožдовно, чадорче, среден род. И во множина, dožдовни, капки. Браво, дечиња. Токму така. Сега можеме да напишеме реченици со кои ќе опишеме сликата, употребувајќи најнапред една, а потоа и две и повеќе придавки. Ќе забележиме како речениците ќе изгледаат без придавки. На небото свети сонце. Нели повеќе ќе објасниме за сонцето, ако кажеме дека на небото свети сјајно сонце. Зборот сјајно е токму таа описна придавка. Сега ќе ја прочитам втората реченица без придавки. Во шума се крие волк. Зошто шумата да не ја опишеме со придавки? Како? Во зелената и густа шума се крие волк. Со моите другари ќе береме растенија. Ние знаеме дека ќе берете растенија, но многу подобро би било ако ги опишете растенијата за повеќе да научиме за нив. Да ни ги објасните растенијата. Ајде да се обидеме. Со моите другари ќе береме миризливи, жолти и лековити растенија. Со тоа ги обележавме придавките. Одлично. За крај, задача за во тетрадка. Дополни го расказот со описни придавки. Потруди се кога раскажуваш да користиш што повеќе описни придавки. Тогаш твојот расказ ќе биде побогат и подобар за слушање. За почеток придавките можеш да ги пронајдеш во полињата. Пролет во ливадата. На небото се појавија бели облаци. Заднив ѕирка сонце. Какво може да биде сонцето? Заднив дзирка жолто и сјајно сонце. Почувствував мирис. Каков мирис може да биде? Пријатен. Почувствував пријатен мирис. Тоа беше мирис од лалиња. Но какви лалиња? Мирис од прекрасните лалиња. Неколку пеперутки летаа по ливадата. Какви може да бидат пеперутки? Шарени и разиграни пеперутки, кои летаа по зелената ливада. Еве како сега изгледа расказот. Пролет во ливадата. На небото се појавија бели облаци. Заднив дзирка жолто и сјајно сонце. Почувствував пријатен мирис. Тоа беше мирис од прекрасните лалиња. Неколку шарени и разиграни пеперутки летаа по зелената ливада. Одлично. Ти веќе си оспособен за да можеш да создадеш еден ваков убав расказ, богат со описни придавки. Толку за денес, другарчиња, ви благодарам и пријатно.